Великден е празник со кој се слави воскресението Христово и има централно место во христијанските празнувања. Христовата победа над смртта е победа која што Синот Божи ја издвојува за целокупното човештво и за целиот свет. Затоа овој празник треба да се слави и одбележува исто како што се слави повторното и повторно раѓање на животот. Почитувани гледачи, вие сте со празничното издание на Урбаните вести, а во продолжение еве што ќе гледате во нив. Велики петок, најтажниот ден во христијанството. Месец април, исполнет со многу представи и концерти. Младите сакаат да читаат и пишуваат книги. Десетка за Карпош, креативен проект на наставниците од основните училишта. Денеска се празнува Велики петок, најтешкиот ден во христијанството, денот кога Исус Христос е распнат. Токму затоа православната црква налага овој ден да се помине во знакот на тажното сеќавање за Исус. Велики петок е најтажниот ден во христијанството, денот кога нашиот Спасител Исус Христос по долго мачење е распнат. Токму затоа денешниот ден православната црква налага да се помине во знакот на тажното сеќавање, а при тоа со строго воздржување од храна и пијалоци. Православниот канон дозволува единствено слабите, немокните и старите верници да го прекршат најстрогиот пост во годината. Покрај постот, што значи одрекување од храна, на Велики петок не се работат ниту домашните работи. Уште од дамнешни времиња останало во духот на христијанството да се посетуваат Божите храмови непосредно пред да се слушне убавата вест, пред да се расчуе дека Спасителот е воскреснат. Практикувањето на великденскиот пост не значи само воздржување од конзумирање на мрсна храна. Значењето на постот е телесно, но и духовно. Од тие причини многу поважна за време на постите се молитвата, покајанието, љубовта и милоста кон ближните. Денеска сите православни христијани во колевката на христијанството Ерусалим чекорат по патот на болката, по кој Исус чекорел пред да биде распнат. Месец април е исполнет со бројни културни настани, од театарски, балетски и оперски представи до театарски, фестивалски и музички концерти. Во прилогот што следува ќе ви информираме за културните настани кои овој месец ќе имате можност да ги погледнете. Деновите од месец април се исполнети со бројни представи, театарски, оперски и балетски, како и концерти и други настани од културен карактер. Во месец април се одржува и 11-тото издание на интернационалниот театарски фестивал Лица без маски, под мотото "Најди начин". Овој фестивал ќе биде отворен на 12 април во Домот на АРМ со представата Јами Дистрикт, во режија на истакнатиот Кокан Младиновиќ. Во рамки на овој фестивал по 3 пати дневно македонската публика ќе има можност да ја почувствува магијата на така наречената сензорна представа, каде во куќичка поставена пред платото на универзална сала ќе биде изведена представата Артек и само 20 посетители на една изведба ќе имаат можност да ја видат и почувствуваат магијата на студениот Артик. Представи од фестивалот ќе се изведуваат и во Македонскиот народен театар, Македонската опера и балет и на малата сцена на универзална сала. Последната вечер од фестивалот на 16 април настап ќе имаат минатогодишните победници, независниот театар Артопија со представата Ужегнатост. На 11 април, најпосетуваниот танцов музичко-сценски спектакл на светот, Lord of the Dance на Майкл Флетли, по 10 години повторно доаѓа пред македонската публика и во VIP арената Борис Трајковски ќе го представи новото шоу Опасни игри. Македонската опера и балет овој месец ќе понуди соло рецитал Сонце и љубов на нашиот познат тенор Благој Нацовски, кој оваа година навршува 15 години меѓународна кариера. 20 соло песни од Благој ќе бидат изведени на 13 април, а на 18 април на сцената на Македонската опера и балет ќе биде изведена балетската премиера Либертанго. На 27 и 28 април сцената на Македонската опера и балет е резервирана за музичката представа Неколку стихови за нас, на еден од најбараните и најомилените актери во неговата генерација, Иван Босилјич. Огромно задоволство за нас представува и гала концертот на Јосипа Лисац, една од најуникатните музички појави во регионот. Во рамки на својата турнеја 50 години Јосипа, својот последен концерт во оваа низа ќе го одржи во Скопје, во новата сала на Македонската филхармонија на 20 април.
Театарските представи се исто така одлична можност своето слободно време да го потрошите на добра представа во театар. На репертоарот за месец април во Театар Комедија се наоѓаат представите Име, Нешто пропуштаме, Не сега драга, Дони Дарк, Вардарски пастови, Жена ми се вика Борис, Сон на летната ноќ и Стюардеси. Драмскиот театар на својот репертоар ги има представите Како да се ограби банка, Секс, дрога и рок-н-рол и Лет над кукавичиото гнездо. Додека пак во Македонскиот народен театар може да се погледнат представите Силјан Штркочанца, Господиците од Авиньон, Тероризам, Кец на десетка и Говор на мана. А на 21 април премиерно ќе биде изведена представата Дух во режија на Срđan Јанакиевиќ. И покрај тоа што интернетот нуди електронски изданија, печатените книги и понатаму остануваат интересни за младата популација. Младите, освен што сакаат да читаат, исто така сакаат и да пишуваат. Една од нив е Марта Димитров, која неодамна го објави својот прв роман на македонски јазик со наслов Разголена душа. Желбата за читање на книги кај младите се уште не згаснала. Освен што младите сакаат да читаат, исто така младите сакаат и да пишуваат. Една од нив е Марта Димитров, која неодамна го објави својот прв роман на македонски јазик со наслов Разголена душа. Авторката вели дека преку приказната за 22 годишната Клара, која сака да стане писателка, се обидува да ги пренесе своите гледишта за љубовта и животот. Според неа, романот не може да се окарактеризира само како љубов, а истото мислење го имаат и оние што го прочитале делото. Кога седнав да го пишувам романот, знаев едно дека нема да биде само љубовен роман, значи мора да содржи повеќе филозофирање, повеќе размислување за животот, за улогата на човекот во општеството, сакав повеќе да ги развијам ликовите психолошки, повеќе отколку само да биде полн со љубовни настани. Така да, со ова сакам да кажам дека не станува збор само за љубовен роман. Станува збор за една млада авторка, значи девојка која пишува, која има напишано роман и која сака да го издаде. Тој дел е малку и автобиографски. И на патот кон издавањето сретнува еден книжар кој ќе допре до неа и до нејзината желба да пишува, ќе почне да ја разоткрива таа нејзина страст и токму заради тоа го ставив и насловот Разголена душа, затоа што Клара не зборува многу за таа своја страст пред другите. Разголена душа е пишуван во период од 3 години и ова е прв роман на авторката Димитров на мајчин македонски јазик. Претходно има напишано еден роман и збирка на стихови на англиски јазик. На прашањето колку младите во Македонија и во Скопје сакаат да читаат, авторката Димитров вели дека пишаниот збор се повеќе буди интерес. Ми се чини дека повеќе сакаат да читаат проза, но во последно време јас сум жив пример за тоа дека сакаат да читат и поезија, но можеби нема да ја купат од книжара, книга, стихозбирка, меѓутоа со сигурност дека ако споделите некоја поема на интернет, на социјалните мрежи, ќе ја прочитаат и ќе ја споделат или ќе напишат некој коментар. Има многу млади автори, некои повозрасни од мене, некои помлади, но сметам дека во последно време се повеќе се дознава за нив благодарение на социјалните мрежи. И што е најинтересно, тие се препорачуваат од читателите од едни на други и се повеќе стануваат подобри, издаваат 1, 2, 3, 4 книги, значи не остануваат на тоа да издадат една книга и да завршат со тоа. Станува збори за поезија и за проза подеднакво. Експертите за оваа област велат дека читањето е ефикасен метод за релаксација и тајно оружје против стресот.
Книгите ви даваат можност да избегате од секојдневието, грижите и обврските и привремено да заборавите на се она што се случува околу вас. Книгите ја будат креативноста и ја зголемуваат љубопитноста. Со секое превратување на нова корица, навлегувате во нови светови кои ги рушат границите што ги представува човековиот ум. Во секое превратување на новата корица, навлегувате во нови светови кои ги рушат границите што ги поставува човековиот ум. Со цел да се поттикнат учениците на што повеќе креативни активности, во општина Карпош се реализира проектот Десетка за Карпош. Во рамки на учениците, поттикнати од наставниците, подготвуваат настапи и рецитали надвор од наставната програма. Финалната манифестација на овој оригинален проект Десетка за Карпош ќе се одржи на 7 јуни во Македонската опера и балет, каде наставниците ќе се представат во едно друго креативно издание преку танц, глума и пеење. Со прогласувањето на најуспешни проекти, најубаво среден училишен простор и најдобра сторија, во Кинотеката на Македонија заврши реализацијата на првиот дел од проектот Десетка за Карпош. Проектот, кој е наменет за сите 10 училишта на територијата на општината, има за цел да ги актуализира и поттикне сите креативни активности кои се случуваат во училиштата, при што во фокусот е ставен ентузијазмот на самите наставници во соработка со учениците и родителите. Инаку подносител на проектот е Друштвото за филмска продукција и маркетинг Фабрика продукција, а истиот е одобрен од Советот на локалната самоуправа и е дел од програмата на Оделението за образование. Станува збор за еден изворедно креативен проект кој е поддржан од општина Карпош, се вика Десетка за Карпош. Наменет е за афирмација на наставниците кои се вклучени во едукативниот процес, меѓутоа на сосема поинаков начин, не оној класичен според програмата образовно-воспитен едукативен настан, туку би рекле другата страна на завесата, што се наставниците во приватниот живот, дека се тие ентузијасти, дека тие имаат многу идеи. Токму затоа во рамки на овој проект Десетка за Карпош, кој го одобри Советот на општина Карпош, е влезено во програмата образовна на општина Карпош, има поделени на 3 сесии, уствари 4 со се завршницата. Тоа е избор на наставник кој најдобар пишувач на стории, на раскази, на есеи, најдобар проект, сега ги гледавме 14 проекти, потоа за најдобро средно училишно катче, тоа е третиот проект, и завршницата ќе имаме на 7 јуни во Македонска опера и балет, каде што наставниците ќе бидат активни артисти или пеачи. Првото место во категоријата најуспешни проекти го освои едукативно-хуманитарниот проект Љубов за Дамјан, кој има за цел да ја развие свеста кај учениците за постоење ретки болести. Проектот го поднесоа тројца наставници од основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, Татјана Белковска, Оливира Павловска и Витомир Лазаровски. Второто место во истата категорија му припадна на проектот Како да бидам подобар, заедно можеме повеќе, од основното училиште Владо Тасевски. Третото место му припадна на проектот Од идеја до книга на оделинскиот наставник Билјана Стојков од основното училиште Јана Москомински. Во категоријата најубаво уреден училишен простор победничка беше реализираната идеја на директорката Лидија Водјаник и наставниците Сонја Поповска Трајковска и Јане Ангеловски за најубава бина и хол. Второто место го освои ученичкото катче за дружба и релаксација, поднесено од Татјана Начевска, педагог, и Христина Ристевска, директор во основното училиште Војдан Чернодрински, а третата награда му припадна на училиштето Аврам Писевски од Бардовци за Мојата училница. Во категоријата Стории беа доделени 4 награди, од кои првото и второто место и припаднаа на Силвана Јорданова, професор по француски јазик во основното училиште Вера Циривири Трена, за расказите Петар и Џамбаско и предавникот, а третото место го подели расказите Марија и Ме слушаш ли наставнику. Финалната манифестација на овој оригинален проект Десетка за Карпош ќе се одржи на 7 јуни во Македонската опера и балет, каде наставниците ќе се представат во едно друго креативно издание преку танц, глума и пеење. Метеоролозите за утре најавуваат нестабилно време со врнежи од дожд, а дневната температура ќе достигне до 19 степени. Ќе дува умерен до засилен северен ветер кој ќе предизвика значително опаѓање на дневните температури.
Со временската прогноза ги завршуваме овие урбани вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на Прва Скопска телевизија. Повеќе информации можете да добиете на mtm.mk. Довидување.